Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Добро утро, најново издание на Живот на фреквенциите на Радио Слободна Македонија со доктор Крсте Маљановски, советник на председателот на владата за труд и социјална политика. Добро дојдовте, доктор Маљановски. Добро утро. Нашата денешна тема – активни мерки за вработување. Имаат ефект, невработеноста се намалува, тоа го покажува и статистиката. Проектот Македонија вработува продолжува со позитивни резултати. Какви се искуствата, доктор Маљановски? Какви се резултатите всушност? Искуствата се одлични и од тој аспект навистина сакаме да го продолжиме овој тренд на вработување. Имајќи во предвид дека еден од сегментите, како што и нашата емисија го носи името Живот, е вработувањето на членовите на семејствата за едно нормално функционирање. Земјите во транзиција, во кои спаѓаше нашата земја, оставија една длабока трага во однос на вработувањето и односно на невработеноста, имајќи предвид големиот број на фирми кои се затворија по најразлични основи и најразлични услови. Тој сегмент на животот, односно невработеноста, најмногу го погодија оние луѓе кои беа од ранливите категории, луѓе во подмакли години на старост и нормално новата популација која секојдневно, значи секоја година доаѓа со завршувањето на средните училишта и факултетите. За среќа, навистина огромна среќа, кај нас овој тренд се запре и имајќи во предвид бројот на односно статистичките показатели, во 2006 година имавме вкупна невработеност од околу 36% од вкупното население, работоспособно население, да минатата година, 2015 година, овој број падне на 25,5%, што е навистина огромен успех во спроведувањето на политиките за вработување во Република Македонија. Интересен е податокот дека од статистичките податоци што ги добиваме секојдневно и многу значаен, имајќи во предвид и вчерашниот празник за жената, податок кој се однесува буквално само на жените. Во почетокот, зборувам за 2006 година, разликата меѓу вработените мажи и вработените жени беше многу значајна, што значи дека поголем дел од вработувањата се однесува на луѓето од машки пол, да во 2015 година овој тренд толку се намали да скоро и да се изедначи. Значи бројот на жени и мажи скоро да е подеднакво застапен во функција на вработување. Многу значаен новост заради тоа што со вработувањето на жената се менува една нова навика, димензија на семејството, значи дека многу добро би било и двајцата сопружници во едното семејство бидат вработени, а исто така и младите луѓе кои не се стапени во брак. Да, јас би сакал само уште да напоменам дека бројот на невработени во овој момент е активни се 116.000 и пасивни се околу 96.000. Податокот се однесува на декември минатата година, значи во 2015 година. Ќе одиме со ред. Имено преку мерката за вработување на млади лица до 29 години во последниве 2 години, според анализите на Лидер, се вработени 12.000 млади луѓе. Последните квартали од податоци за државната статистика велат дека стапката на невработеност кај најмладата популација се намалила за речиси 5% на годишно ниво. Па кои се всушност овие мерки за најмладите? Мерките можеме да ги поделиме во два големи сегменти, два големи дела. Тоа се обуките од една страна,
и мерките, односно најактуелниот проект Македонија вработува, кој стартуваше во април месец 2015 година и кој би требало да се заврши во април месец 2016 година, со тенденција да се продолжи, односно да се излечат заклучоци кои мерки од овој проект ги дадоа најдобри резултати и да се инвестира, односно да се продолжи со активности во овој сегмент на вработување. Во однос на обуките се планира да оваа година бидат опфатени околу 2000 млади луѓе на возраст до 29 години и тука две подгрупи, тоа се продлабочено знаење на светските јазици, англиски, француски и германски и исто така по-продлабочено познавање на компјутерските технологии, односно системите во областа на информатиката, тоа е Word, Excel, PowerPoint, Access, Интернет и Outlook. За сите овие обуки, лицата кои ќе ги посетуваат овие обуки ќе добијат сертификати, што во основа е многу добро, заради тоа што скоро на секој оглас кој се појавува во нашите дневни вестници се бараат обуки од овој тип, од типот на совладување на компјутерските вештини, како и познавањето на јазик. Веќе сите знаеме, познавањето на англиски, па и другите светски јазици станува неопходност во нашето нормално функционирање и оваа придобивка на вистина е многу добра. Интересот е огромен, се пријавуваат, значи, како што реков, млади до 29 години, обуките се на цела територија на Република Македонија, значи во агенциите за вработување, така да се обидуваме да ги опфатиме сите млади луѓе кои покажуваат интерес. Што се однесува до вториот, односно, наистина далеко позначаен проектот Македонија вработува, како што реков, стартуваше во 2015 година и ќе трае до 2016 година. Со овој проект буквално се опфатени сите категории на возраст и сите категории на социјални на луѓе. Кога го велам тоа значи дека тоа се однесува за млади лица до 29 години, за лица постари од 29 години, се до нивно пензионирање. Значи буквално сите категории. Поделени се во 5 субкатегории, од кои јас во оваа прилика би сакал да ги истакнам. Тоа е првата категорија, субкатегорија е невработени до 35 години, лица каде што бенефициите во однос на работодавачот се многу значени. Значи платени се сите социјални придонеси и персоналниот данок. Обврска на работодавачот е да го задржи значи вработениот, лицето до 35 години, уште една година после завршувањето на овие обврски. Втората категорија и се лицата кои се невработени, кои се на возраст од 35 до 50 години, кои во последните 15 години 10 години биле невработени. За овие лица не се плаќаат придонеси за социјално осигурување 5 години и обврска и нормално персоналниот данок и обврска на работодавачот е да го задржи после овие 5 години уште една година. Третата субкатегорија се невработени лица над 50 години и овие се поделени во повеќе помали категории. Зашто зборуваме? Зборуваме за лица со висок социјален ризик, односно родители на деца, каде што во семејството има 3 и повеќе деца, децата без родители, жените жртви на семејно насилство, самохраните родители, корисниците на социјална помош, лицата со инвалидитет, родители на децата со пречки во развојот и професионалните војници. Ослободувањето на овие придонеси е 5 години без други обврски. Јас во ова би се задржал малку кои се овие по категории што во продолжение ќе ги образложиме, заради тоа што се навистина интересни. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија.
Се враќаме во живот со доктор Маљановски. Денеска зборуваме за мерките за вработување и што се бара на пазарот на трудот. Работодавачите велат работа има и моментално на пазарот на трудот се отворени речиси 9000 слободни работни места. Да ги споменеме под категориите. Доктор Маљановски, што ги најавивте? Да, значи уште еднаш ќе би повторил дека со проектот Македонија вработува офатени се 5 глобални големи категории, тоа се лица до 35 години. Втората категорија е лица од 35 до 50 години и трета категорија се невработени над 50 години, поделени во 4 групи од исклучително лица со исклучително висок ризик. Петата категорија се однесува на невработени над 58 години и тука спаѓа до фактички до пензионирање. На кого се однесува ова, кога зборуваме за оваа трета категорија, е посебно интересна, и посебен акцент владата има ставено на овие лица со висок социјален ризик. Зборуваме за луѓе кои првенствено, значи би ги поделили во подкатегории, а тоа се родители кои во својот заеднички живот имаат 3 и повеќе деца. Наистина е тешко, ги знаеме времењата какви се, меѓутоа за среќа имаме и такви семејства каде што семејствата се малку поголеми, со 3 и повеќе деца и добро би било и двата родители да можат да бидат вработени и баш оваа категорија се однесува на овие лица. Втората е перманентната грижа за децата без родители. Го имавме проектот пред година дена кога беше едно огромно проектот И10, каде што беа скоро 95% офатени сите деца без родители и родителска грижа со проектот за вработување и буквално се заокружи системот за нивно понатамошно живење од сите аспекти. Кога зборувам од сите аспекти, зборувам дека голем број на тие деца добија и свој место под сонце, односно станови, комплетно наместени, така да сега е многу полесно. Генерацијски не излегуваат по десетина деца во годината и специјалните програми за овие деца без родители навистина постојат и функционираат до крај. Понатака имаме жени жртви на семејно насилство. Оваа категорија би сакале уште малку повеќе да ја истакнеме заради суптилноста и односно заради осетливоста на оваа категорија. И покрај големиот број на пријави, дел од работодавачите соочени со овој феномен навистина не се осудуваат да вработат заради тоа што мислат дека ќе имаат проблеми на работа, бившите сопружници ќе доаѓаат. Меѓутоа ни треба малку време да и оваа категорија навистина си го постигне својот максимум. Зборувам понатаму за самохрани родители, тоа се родители кои останале по било кој основ сами, родители на повеќе деца, така да и они имаат бенефиции при ова вработување. Корисници на социјална помош, тоа се работоспособни корисници кои во некој дел од животот останале без работа, тоа се, пак напоменувам, за корисници на социјална помош, работоспособни кои можат да работат и кои имаат некакви квалификации. Знаете? Тука нема ограничување за возраста? Нема, да. Добро. Лицата со инвалидитет е на посебна категорија на која владата навистина обрнува внимание, каде што во зависност од видот на инвалидитетот си го наоѓаат своето место, работно место, така да и со законските измени за максималниот број на вработени, односно процентот на вработувањата на инвалидитетот во однос на лицата со инвалидитет во однос на максималниот број на вработени во фирмите и установите. Исто така би сакал да напоменам дека родителите на деца со пречки во развојот, оние родители кои по некој основ останале дома, имаат дете со пречки, исто така имаат и бенефиции во вработувањето. И на крај, тоа се професионалните војници на кои договорите им истекли и по било каков основ останале без работа. Знаеме измените кои се прават во секој момент, во тек се измените и јавноста е навистина многу запозната околу проблемот со професионалните војници и нивното понатамошно работно ангажирање.
За сите овие лица што ги споменавме, ослободувањето од придоноси е бил 5 години и без никакви други обврски. Значи работодавецот би требало да ги задржи 5 години, да не ги плаќа социјалните придоноси и данокот за додана, така да продолжуваат да си функционираат. Петата група се однесува на една од најризичните категории, а тоа се невработени над 58 години. И целта е да овие лица си го најдат своето работно место, да бидат вработени и да нивниот работен век заврши со пензионирање, да нивната активност продолжи се до нивното дефинитивно пензионирање, кога би требало и да преидат во тој облик на заштита. За жал ги имаме од најразлични причини. Пак би спомнал, како што реков на почетокот, тоа се лица кои по некаков основ, како продукт на транзицијата, останале. Многу е тешко, заради фактот дека се тие лица во подмакли години, и меѓутоа и оваа активност што ни следи, мислам дека со огромен успех би можело и да продолжи да функционира. Во секој случај, владата инсистира, односно голем акцент поставува на третата мерка, односно за лицата со висок социјален ризик, заради многу фактори, имајќи во предвид дека на вистина сме социјална држава и треба да помогнеме дефинитивно во нивно наоѓање и пронаоѓање на работни места. Во секој случај, мислам дека постои можност преку обуките и најразличните облици на самовработување кои се во овој момент. Само да напомнам дека конкурсот за самовработување заврши на сајтот на Аварамос и има листата и огромен број на лица и преку овој начин на вработување ќе бидат раздомени. Дали треба да истакнеме, јас извинувам, дека сите овие лица што влегуваат во некоја од категориите што ги споменавте, треба да се всушност пријавени во агенцијата за вработување. За сите информации најдобро е има телефони, сајт преку интернет, а и лично да се обратат до агенцијата, и сигурен сум дека во некоја од категориите ќе се најдат. Сигурен сум исто така дека постои реална можност и за преквалификација, заради тоа што имаме веќе се појавуваат и недостатоци во некои струки, што на вистина е добротворно за успешно вработување. Преквалификацијата е многу успешен модел како кај нас, така и во светот. Така и веќе споменеме. Значи во високото образование се бараат програмери, информатичари, градежни инженери, архитекти, машински инженери и така натаму. Со вишо комерцијалисти, техничари, медицински сестри, администратори, лекари и слично, и со средно образование, столари, бравари, заварувачи, лимари, повеќе профили на градежни работници и така натаму. Значи за секого има по нешто. Така. Ви благодарам што и денеска бевте дел од живот на фреквенциите на Радио Слободна Македонија. Се одјавуваме. Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител Рашел Гинова Карафиловски, датум на емитување 9 март 2016. Техничка реализација Дине Вучков, продукција Радио Слободна Македонија. Секоја среда во 9 часот со доктор Крстен Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија.